Значи, денеска ја започнуваме ова хуманитарна акција или помош во доделување на прехранбени артикли во пакети со храна, еден пакет во вредност од 1500 денари, се мисли во храна. Содржи пакетот најосновни прехранбени артикли, масло за јадење, шекер, брашно, прашок, граф, ориз, леќа и други артикли. Така да оваа акција подолго време, веќе 2 месеца скоро, морам да го кажам, тоа ја спроведуваме, затоа што не е лесно да се набават и да се спакуваат тие артикли. Тие се потребни за најниската категорија загрозени граѓани и критериумите прво му доделуваме на оние граѓани пензионери кои имаат 10.000 денари, па 11.000 денари, па наредните денови од 12.000, па другиот ден 13, така ова акција ќе трае повеќе денови, можда, не знам, можда недела, можда 10 дена, така да пензионерите треба да бидат стрпливи и на секој ќе му дојде својот ред да си го земе својот пакет. Дали е потребно претходно да се пријават пензионерите или има спискови од приматели на пензија? Да, ние ова акција ја правиме претходно на пензионерите и ми ги земаме чековите од пензијата и бројот на телефон за да се пријават. Тоа го правеа председателите на местните ограници и со само пријавување. Многу пензионери со само пријавување ни доне, така да некаде доделуваме пакети во вредност оваа акција или овој циклус од 800 до 1000 пакети. Значи акцијата е целта на акцијата е да можеме во овие услови тешки на економски услови да им помогнеме на пензионерите колку толку да може да закрпат некој ден што викам во храна, затоа што тие одделуваат средства во својот сланарина и затоа поврат на тие средства мора да се да биде кај нив. Значи од нив за нив, така е така. Значи овие пакети се обезбедени со средства од буџетот на Сдруженијето на пензионери. Да, исклучиво од буџетот на пензионерите, од нивната членарина која внесуваат и ние според финансиските можности оценивме дека можеме во овој циклус да дадеме негде околу 800 до 1000 пензионери, значи најниска загрозени пензионери, не му следуваат над 15.000, само 10, 11, 12, 13, 14, 15, тоа е повиска стапка или тоа понатаму ќе го решаваме, затоа што премногу има пензионери се многу ниски, примерно 10, 11, 12, 13. На крајот би сакал да кажам, им се заблагодарувам многу на мојот тим, на моите соработници, на моите органи во Сдруженијето на пензионерите, кои ја учествува во организацијата на оваа хуманитарна акција и на крајот сакам да ми посакам на сите пензионери многу здравје и долг живот и чувајте се. Бензинска пумпа ДМД Оил.